Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Странските инвеститори го губат интересот за вложување во нашата држава, што е директен резултат на штетните политики, хаосот и несигурноста што ја создаде владата на ВМРО-ДПМНЕ. Последните податоци на Народна банка се поразителни и ја демантираат власта која упорно сака да не убеди дека државата се движи напред. Во однос на последниот квартал од 24 година, странските директни инвестиции се намалени за 261,7 милиони евра, од 397,5 на 135,8 милиони евра. Во споредба со истиот квартал лани, падот е 191,4 милиони евра. И ова е најниско ниво на странски директни инвестиции од 2020 година, година кога имаше ковид пандемија. Денес нема глобална криза, но имаме домашен економски колапс, создаден од неспособната влада на ВМРО-ДПМНЕ. Само за пример, лани странски директни инвестиции беа на ниво од 1,25 милиарди евра. И тоа не поради оваа влада, туку како резултат на правилните политики на владата на СДСМ, кои придонесоа за стабилна деловна клима, предвидливост и доверба кај странските компании. Залудно се обидува Мицковски да го прикрие падот на странските инвестиции за најава за нова инвестиција од 30 милиони евра. Реалноста е јасна. Економијата оди надолу, а инвеститорите си заминуваат. За една година успеа да уништат деловната клима за странски инвеститори, што СДСМ ја воспостави. Оваа влада ниту знае, ниту има капацитет како да ги задржи постоечките странски инвестиции, а уште помалку да привлече нови. Странските компании инвестираат таму каде што има стабилност, јасни правила, економска визија и владење на правото. Ништо тоа не постои денес во Македонија со владата на ДПМНЕ. Реалната слика е спротивна од очекувањата на инвеститорите. Влада без капацитет, нестабилна економска политика, замрзната европска агенда, партиски популизам и нефункционална дипломатија. Затоа странските инвеститори го губат интересот. Никој не сака да инвестира во држава во која премиерот прикажува лажен економски раст, а во реалноста економијата тоне. Никој не сака да инвестира во држава во која владата цела година нема донесено ниту една вистинска економска реформа. БДП-то расте само на хартија, додека граѓаните осиромашуваат. Македонија е меѓу трите најслаби економии во Европа по раст на продуктивноста и индустриското производство. Животниот стандард никогаш не бил полош. Граѓаните имаат се помалку за живот. За 20% е намалена куповната моќ на граѓаните. Односно, за 20% помалку работи можат да купат сега, отколку пред да дојде ВМРО-ДПМНЕ на власт. Платите не растат, а цените секојдневно одат нагоре. Македонија предпоследна во Европа по минималната плата, само Албанија има пониска минимална плата од нас. 70% од вработените во Македонија живеат со плата под 500 евра. Средната класа исчезнува, а младите заминуваат, бидејќи нема перспектива. Ова е реалноста што ВМРО-ДПМНЕ сака да ја сокрие. Реалност во која граѓаните се борат за еден оброк, додека власта се луксузира, си го покачуваат платите и продаваат приказни дека сме четврти во Европа. Почитувани, ВМРО-ДПМНЕ ја турна Македонија назад. Немаат ниту план, ниту капацитет за развој на економијата. Тоа се потврди со новиот ребаланс, кој е јасен показател дека економијата тоне, а ДПМНЕ ја води државата кон економски и институционален колапс. СДСМ ќе продолжи да се бори за стабилна економија, за вистински економски, за државна атрактивна за инвестирање, за економија што носи нови работни места и подобар живот за сите граѓани. Ви благодарам.